она што ќе се случува најново на сцената на Народниот театар Битола е представата Господја Бовари во режија на Дејан Пројковски, а Господја Бовари е моментално со мене, актерката Маја Антоновска Илиевски. Слушнавме на самиот прес нешто од она што ќе се случува, меѓутоа посебно за влюбениците во театарската уметност. Маја малку повеќе ќе ни представи нели што е она што ја очекува битолската публика во четврток, тоест утре на самата премиера. Маја, добре дојде во овој подкаст посветен токму на театарската уметност. Добре најдов, фала на поканата. Наше е секогаш задоволството. Какво е чувството нели еден ден пред премиера? Знам дека имате интензивни проби. Многу интензивни проби. Имам чувство како да ме има удрено експресен воз со 200 на сат. Беше еден интензивен, краток процес во кој што безкомпромисно, брутално и жестоко се занимававме со менталното здравје, со човековите чувства, со жените, со мажите, со бракот, со децата и така натаму, со едни комплексни теми кои што секогаш биле и секогаш ќе бидат тема која што никого не остава рамнодушен. Господја Бовари, како што ти велиш, или како што ние ја нарекуваме Мадам Бовари, една женска представа во која што буквално во секоја минута од представата се отвараат многу важни прашања. Дали сонот, кој што една жена го сонува во еден момент, е поголем од животот и светот кој што го живееме? Дали слушањето и следењето на својата емоција, на своето срце и на своите желби е поголем грев, или пак вкалапувањето во она што општеството го дава како еден калап на тоа како треба една жена да живее поголем грев. Една представа која што и физички, и емотивно, и ментално ме стави мене како актер на еден голем испит. И многу сум благодарна на Дејан Пројковски за шансата која што ми ја даде да го изиграм ова насловна улога Мадам Бовари. И верувам дека битолската публика навистина ќе има можност да погледне една многу интензивна и една многу интересна театарска представа. Така и самата спомена дека при процесот нели на работата кон овој лик премина многу и од сопствените граници и се преиспита многу пати и како жена. Нели, што е она во што секоја жена ќе може да се пронајде или кои прашања би си ги поставила? Знаеме дека ние жените често анализираме, често сме во на overthinking фаза, така што во кој дел најмногу би се пронашли жените? Во различни делови, бидејќи ова е буквално еден човечки живот, еден распад на една жена, на распадот на незините желби, на незините копнежи, на незините страсти. Таа е жена која што постојано ја бара смислата. Жена која што живее во зад кориците на книгите на старите библиотеки, каде што читала како треба да изгледа совршениот маж, совршениот брак, детето. Таа е жена која што посакува машко дете, добива женско. Жена која што живее во еден длабоко несреќен брак. Жена која што во одреден дел од представата се прашува за кого јас останав чесна жена, а потоа да се случат двајца љубовници кои што комплетно ќе ја распаднат. Исто така жена која што се среќава со еден лихвар и завлегува во лавиринтот на желба и копнеж за материјално, за поседување на богатство, раскош, луксус и статус во општеството. И токму затоа сметам дека секоја една жена во различен дел, во различна сфера од оваа представа, макар на една микросекунда, ќе си препознае дел од своите лични прашања кои што на еднодневно ниво си ги поставуваме. Може би господја Бовари во тоа време била жена која копне да оди по балови, да носи скапи накити фустани. Денес господја Бовари може би една девојка која што седи листа на социјалните мрежи и гледа некоја друга жена која патува на екзотични патувања, која што не знам вози каков автомобил или има не знам каков партнер. И тука се раѓа и вечната тема на Мадам Бовари, дека тоа е лик кој што во секое време низ историјата можеш да го пронајдеш. Тука е темата дека секоја жена носи по една заспана Мадам Бовари во себе. Може би не во секој аспект, меѓутоа, еве како мајка, на дневно ниво секогаш се преиспитувам дали добро постапив, дали сум добра мајка, дали мојата реакција беше правилна.
И таков дел носи оваа представа, па и како сопруга, па и како жена атрактивна која што е константно на не знам, под окото на јавноста, под лупата на јавноста, така што мислам дека навистина имав шанса да изиграм една многу важна женска улога и еве во мојата 20 годишна кариера можам да кажам дека навистина оваа представа ме измести и можеби ми се случува во вистинско време кога веќе сум зрела како жена, кога ги размислувам сличните прашања и така, многу сум возбудена да бидам искрена. Вечерва имаме и прв контакт со публика како предпремиера и многу ме интересира како публиката ќе ја доживее нашата представа. Така, јас веќе се пронајдов во делот она што Маја го истакна. Верувам дека и гледачите на овој подкаст ќе се пронајдат, посебно жените. Меѓутоа, што поточно ќе се случува, еве ќе погледнеме на самата премиера, со мене се дружите утре. Маја, ти благодарам и посакувам успех и секако уште многу вакви улоги кои што навистина ќе останат траен белег токму на сцената на Битолски театар. Благодарам, Неда. Благодарам што секогаш си значаен дел од културата, не само во нашиот град, туку и многу пошироко и на интернационално ниво. И ти си дел од нашата приказна, па се надевам дека и преку твојот подкаст приказната за Мадам Бовари ќе добие едно пошироко гледалиште отколку битолската публика. И благодарам за прекрасните зборови, задоволството е секогаш мој. Благодарам. Фала.